Дистрикт Цивил прес студија интервју на Зоран Иванов со Иво Ранѓеловиќ. Иво Ранѓеловиќ, скопјанец или бостонец, њујорченец или лондончанин, ќе ни открие самиот во текот на минутите на Дистрикт, но судејќи по тоа што тука и таму за него може да се сретне по интернетот, јас би рекол дека е светски патник и космополит, кој има многу што да раскажува за себе и за своите патешествија, но овде во Дистрикт е по друг повод. Неговите издржани анализи за актуелните геостратегиски поместувања, за тектонските придвижувања на големите, моќните, за реалните опасности или за реалните вредности на блиската иднина. Повеќе би рекол за она првото, но ајде да видиме по-конкретно и за него и со него. Иво Ранѓеловиќ, добре дојдете во Дистрикт на Цивил прес студио. Спомнав светски патник и космополит, погодив ли? Пред се добро ве најдов и благодарам на поканата. Вашава увертира е веројатно адекватна и би заклучил дека сум некој граѓанин на светот, ако може така да го заклучим оно што го кажавте. Споменавте и космополит. Некои луѓе во мојата близина знаат да кажат дека сум воспитан космополит, и јако тоа космополит веројатно подразбира дека сте до некаде и воспитан. Го изразувам ова бидејќи на мојата генерација плюс минус сметам дека и недостасува една култура, едно воспитување кое може да промени многу нешта во нашето општество. Точно е дека низ животов, низ годиниве патувам, се едуцирам колку што можам, дури посегнав по една интересна ствар, наместо да запишам докторат, решив да патувам по светот и некако испадна дека патувањето е мојата животна дизертација. Ајде поред, сосема накусо се разбира прво за школувањето. Реков Скопјанец и каде завршивте? Јас сум дете од Скопје, израснат во Капиште, делумно и на Водно. По моето завршување на средно училиште во Скопје замина во САД, по-конкретно во Бостон. Таму завршив два факултети паралелно. Едниот факултет за меѓународни односи и дипломатија, другиот факултет економски науки при истоимениот Бостонски универзитет. Подоцна отидов во Лондон, запишав постдипломски студии на Универзитетскиот коледж во Лондон, магистрирав по компаративна политика и демократија и како што кажав, за момент барем го избегнав докторатот да почнам да патувам малце низ светот. Во слободно време пишувам, читам, тоа е некоја пасија што имам уште од како мал. Така да не е моја и не е место на ќе прашам, а екзистенција? Екзистенција, значи работам собствен бизнис кој нема никаква врска со мои анализи, политиката и така натаму, но се надевам дека ќе излезе нешто во кое што може да придонесам и со моја вознање. Тоа сакав да прашам, нешто од институциите, држава, Министерство за надворешни собира млади кадри или некако треба јас сум ја немал таа шанса, бирократија ги заблиндирала вратите на... Веројатно, да, не може да судам, сум ја немал таа шанса, меѓутоа тука сум за оваа држава во секое време, зашто и да е, доколку можеме што... Ајде, Белки ме го Дистрикт, може би некому ќе покрене нешто. Туку ме интересира од ова светскиве дестинации и шетање во ваше, ако може така да го тоа не е туризам? Или? Па тоа, видете, зависи што подразбирате по туризмот, но јас го разбирам на еден начин како своја едукација, како лично образование, преку тоа се обидувам да го сознам светот и самиот себе си, бидејќи сметам дека доколку некогаш се нафатам на било кој начин да помогнам на оваа држава, пред се мора да го запознавам светот. Без тоа тешко. Се разбира, сите сме различни. Што ни препорачувате? Каде малку да поминеме ден, два, три? Каде вам ви беше најпријатно? А каде ви беше најгрдо? Искрено да ви кажам, лоша дестинација не постои, постои само лошо друштво. Меѓутоа, исто така и тоа грдо е малку тежок збор од тие земји што не сум баш импресиониран, тоа се дефинитивно Обединетите Емирати, конкретно Дубај и би кажал Индонезија. Не ми се допаѓаат како земји, како култури, како динамика на живот, едноставно не ме привлекуваат така. Превештачки? Апсолутно, да. Би го извел од овие поубавиве Јужноафричката република, пред се во пределите на Кейптаун, каде што се спојуваат Индискиот и Атлантскиот океан, и би го извел Виетнам како една од најубавите земји во светот во секој поглед. Пред се градот Сайгон, поранешен, сегашен Хо Ши Мин, апсолутно една импресивна земја, би му ја препорачал на секој. Веќе планирате една дестинација? Да, пред некое време се вратив од Грузија и таму сум изненаден. Тбилиси е еден прекрасен град. Следно што планирам е веројатно Сенегал. Ајде на нашите теми. Ова со Русија, Украина, агресијата, ќе има ли победник? Ова победник сватете го во некакви наводници.
Знаете како, мислам дека светот во кој живееме се издига една симбиоза помеѓу државите, се издига над секоја војна. И тоа ја прави секоја војна нерационална. Веќе живееме во свет во кој без разлика дали ќе имаме формален победник или губитник во една војна, утре дента носи една нужност за соработка. Значи, дали ќе биде тоа Русија или Украина, утре ќе мора да се подадат рака. Значи, повеќе таа војна, каква што ја знаеме, била конвенционална или неконвенционална, не се исплати, зборам во еден суштествен, нели, во суштествена смисла. И затоа мислам дека повеќе војните треба да се избегнуваат, да се седне на маса и да се решаваат споровите на еден друг начин. Но веројатно како постои човештвото, војната е некако природна појава и природна потреба на луѓето да војуваат, да се судираат. И што е уште пострашно, не научивме дека после секоја војна, што и да е резултатот, не сме добиле ништо повеќе од тоа што било пред војната. Можеби тоа е некоја политика, можеби тоа е некоја елита да остане на власт, меѓутоа суштински народите и понатаму мора да комуницираат. Веќе светот е во онаа комуникацијска, комерцијална, културна размена, толку едно интеракција, Така, толку е Јович, поврзано. како дојде до ова руските тенкови да ја поминат границата со Украина, со една држава членка на Обединетите нации, суверена, Искрено мислам на дека 22 чина беше. токму така. Една од поголемите Февруар. суштини за оваа инвазија е една вечна, би рекол, геостратешка цел на Русија, тоа е да излезе на топли води. Ако тоа го помешаме со личниот капрес на Путин конкретно кон Украина и украинскиот народ, тогаш и не е за неочекување, нели и после таа инвазија 2014 година, и не е за неочекување ова што се случи. Според мене е една нерационална ствар, тоа е еден братски народ, би рекол, со иста религија, кои што и да се случи на крајот ќе останат едни до други. Имаше еден аналитичар кој вели не постои русин во Русија кој нема роднин или пријател во Украина и обратно. Така да за мене ова е една незамислива ствар. Балканска појава некоја, на некој начин. Бадијала не сме сите словени, нели? Каде сега релацијата? Денове читав една хронологија за настаните, за мотивите на Русија да ја помине украинската граница со војска. Некои Минск договори и така натаму не се остварувале како што треба. Може ли да има некакво оправдување за оваа агресија? Секако дека нема никаква, но може ли да се превенира, да запре, да не одиде од таму? Апсолутно сметам дека можеше, бидејќи согласно потенцијалите кои ги има воени пред се Украина, па и политички со тоа што не е во ниту еден од овие сојузи за кои денес се зборува, нели? Можеби тоа го оправдуваше, му даде морал на Зеленски да на некој начин де факто капитулира пред да дојде вакво нешто. Украина не се одлучи на такво нешто, ниту Западот. Не навлагам во нормативите дали требало така или не требало така да биде, меѓутоа по пропаѓање на двата договори од Минск, едните се обвинуваат, нели секоја страна се обвинува меѓусебно зошто тие договори се пропаднале, меѓутоа јасна е целта дека Донбаскиот регион го посакува Русија, односно ултимативната цел е да излезе на Црното море и по секоја цел ќе посегне. Покопне да го поврзе и Токму така, дали со војна или без војна, тоа беше целта и можеби порационално требаше да се изведе ова, а не да се да има волкон или загинати и веќе сето тоа. трет месец крајот некако не се надзира, поготово со третманот на пумпање на оружје во Украина од страна на Западот пред се на Соединетите држави. Може ли Украина да се користи сега без оглед на цената што ќе ја плати и таа држава и тој народ, како еден лакмус одмерување на до крај на силите меѓу Русија и Америка? Јас на тоа гледам дека стратегијата на Западот е Украина да стане нов Афганистан за Русија. Тоа е, јас ја нарекувам политика на рационалност. Веројатно е рационално да го исцрпите противникот пред да го седнете на маса, тоа важи и за санкциите, нели? Меѓутоа тука го избегнувате моралот. Значи ја читав едно интервју на Чомски пред да дојдам во вашето студио каде што вели ја браним Украина до последниот украинец. Значи каде е тука моралот? Вас ви е бадијала таа победа? Тоа се случува врз грбот на украинскиот народ. Да, значи не ја браним Украина до последниот американец, германец или французин, туку до последниот украинец. Значи, Добро, но како да се спротистави светот, Западот, цивилизираниот свет против таа руска агресија? Сметам Има ли дека лек? веќе е една друга фаза, веќе е доцна за она, нели, тоа што можеше да се направи пред самата војна, меѓутоа Украина имаше шанса да влезе и во НАТО и во Европската унија, Западот не ја прифати онака каква што е, и со тоа едноставно натацна му ја подаде на Путин Украина да било како интервенира во Украина. Сега На некој начин Западот дозволи руски тенкови да влезат преку граница. сметам дека да, повторно ќе кажам, не го кажам. Може ли да се констатира дека и ги навлекуваше некако
Токму заради каприцот на веќе на влагаме рускиот во председател сфера- што вие спомнавте. Да, влагаме во сфера на шпекулација ако го констатираме тоа, меѓутоа дека ја пушти низ вода Украина политички, нели, во еден политички жаргон кажано, дефинитивно, и сметам дека таа стратегија оди во корист, е рационално да се исцрпи Русија, бидејќи санкциите, верувајте, многу аналитичари велат дека ќе останат и утре да има мировен договор за војната, односно се додека владее Путин со Русија. Можеби тоа е целта на Западот. Може ли целата Америка ситуација. енергетски да ја сервисира Европа? Сметам дека на долгорочен план и да не е тоа Америка, ќе се изнајде начин како да се дојде до тој газ. Несомнено дека тој ќе биде поскапо тоа што Русија го дистрибуира, но веќе Европската унија нели направи проект на долгорочен план да се обезбеди барем Европа со тоа. На краткорочен тоа би била Америка, односно САД. И не гледам тука некој поголем проблем. Тоа значи ќе страда и рускиот народ, исто како што страда сега сите и во Украина, најмногу се разбира, но и во Европа, поради цените, инфлациите и така натаму, социјалните тензии. Се очекуваат ли промени во Русија однатре? Што вие вака согледувате аналитички? Можно ли е Путин да биде тргнат по некои неприродни, неизборни процеси во Русија токму заради па и овие гафови што ги прави, бидејќи ќе страда и рускиот народ со овие блокади. Премногу ќе ги кошта војната. Многу пати сум кажал дека најголема жртва на оваа војна на долгорочен план ќе биде рускиот народ. Значи утре да заврши војната, таа и досегашна тешка емансипација на рускиот народ во светски рамки сега ќе биде уште толку тежната. Ќе бидат со причина или без причина дискриминирани по секој можен основ, иако вам вака наивно делува, нема да биде лесно да сте русин во светот, за жал. Меѓутоа, да се тргне Путин во една ваква констелација многу тешко, без разлика на темпераментот на рускиот народ и поучувајќи се од историјата, сметам дека се уште нема создадени услови за такво нешто. Од друга страна, доколку оваа војна трае, тоа ќе ги зголеми предизвиците за Путин да остане на власт, пред се околу луѓето околу него, олигарсите, кои се клучни за евентуален пат на Путин, бидејќи ваквата отежната ситуација во еден доцен капитализам, ниту едно општество нема да сака да го издржи. Русите повеќе по знаци на навод не одат пешки, навикнати се на коли, И на светски најбогатите ланци. најмногу ги погоди Токму ова. така и никој од нив не живее во Русија, значи научени се на многу пари на еден таков живот, така што А сметам Западот ги изолира. една од причините за регрупирањето на Русија и наменувањето на целата стратегија сега на Русија одговара што побрзо се заврши оваа војна, за да не дојде до внатрешна дестабилизација и исцрпување на нивните ресурси и потенцијали. Има ли, вака, може ли да се isprognozira до каде ќе оди оваа руска агресија? Почне да паѓаат некои гранати и на руска територија во источниот дел, таму кај Донбас, од другата страна на границата. Нешто со британциве се зајадува, дава и Лавров некакви изјави околу оружјето, дека тоа не е украинско, дека е западно и пред се британско. Може ли да се прошири фронтот од таа страна на украинската граница на исток према Русија? Сметам дека притисокот кој се врши сега врз Русија во светски рамки е огромен. Значи, ова е притисок кој не е рационално да го одржува. Веројатно и тие гранати што паѓаат, што почнеа да паѓаат на некој начин на руска територија, не се случајни. Апсолутно дека не се случајни и сметам дека токму како што кажав дека Русија сега ќе оди на карта на брза реализација во Украина. Дури мислам сега хипотезираме, нели, меѓутоа доколку се дојде, а ќе дојде до седнување на маса и до некаков договор, дека Русија може и да де јуре да не ги земе овие територии, туку само уставно да го реши своето барање низ некаков нов украински парламент, каде што овие региони Во ќе имаат такви вето. околности за џабе и биле сите жртви и незини и сиот напор и сета агресија, ако е така. Според мене во секоја војна жртвите се џабе, бидејќи целта може да се постигне на друг начин, а така ќе дојде и до ова. Значи, вие да добиете таа Рускиот територија, парламент веќе ги призна во Донбас двете држави, нели? меѓутоа како ќе функционирате кога тие држави нема да бидат признаени од светот, освен од Куба, Венецуела, Никарагва и уште Може две ли земји? некако оценкање, некаков меѓународен договор со американците околу, еве, вие Косово, ние Па не знам малку да ги дали притисна Србите за Косово, овие не знам дали токму да Косово ќе создадат биде- уште една-две држави нови. Да, не знам дали токму Косово ќе биде предмет на пазарење, но може да биде во некоја цела констелација влезено и Косово. Сметам дека русите ќе имаат некои други побарувања. Ова за кои- бидејќи и рускиот претседател постојано кога сака да одговори на Западот,
Косово го користи како алатка да каже како вие можете од Косово да направите држава, можеме ние од Донбас да направиме две држави. Да, Во меѓутоа, таа смисла. што доколку светот го признае Донбас како независна држава, дали тогаш Русија ќе го признае Косово како независна држава? Па ако има некој Ако толку договор се едно залагаат со за друго да себе. го направат, може би и тоа да се случи, но ајде да видиме, Во тоа тој случај времето ќе Србија ќе покаже, бидат да. жртвани или во целата работа. Може ли е судирот пошироки размери, токму заради овие гранати што почне да паѓаат на руска територија, може ли Русија да возврати и ја има ли таа смелост некој од незините гранати се да падне надвор од западните граници на Украина? Можно ли За е? жал, за смелост не ви треба разум и тоа го прави све можно. Дали има кондиција воена во таа смисла, прашувам? Економска не. Значи Русија е земја, односно Русија е економија на ниво на една Италија, дури помала економија од Италија, така што една долгорочна, една масивна експанзија на војната не доаѓа во предвид за Русија, без разлика познавајќи Русија каква земја е, каков народ и дека на еден друг начин можела да го издржи тоа, сметам дека нема да се осмели на такво нешто. Сега, може ли пак да се навратиме и ќе прашам, се нацира ли некаков епилог кога овие заинтересирани сили и инволвирани во конфликтот би седнале на маса? Кога би стигнала 5 милиони украинци се веќе раселени, од повеќе од 3,5 милиони надвор од границите на Украина? Примирие е можно, меѓутоа мировен договор искрено не очекувам во брзо време. Сметам дека тензиите ќе траат, Западот тактизира, како што кажав, им одговара да се претвори во еден нов Афганистан. Се тактизира и со Тајван, да не се дозволи брза реализација во Украина за да се преместат конфликтите во Тајван, нешто што Пекинг едва чека. Така што за жал сметам дека набрзо окончување целосно со мировен договор, а не со примирие, нели во политичката наука тоа го диференцираме, не очекувам. Добро, но на Запад, тако вака гледаме се грубо, нели Запад е Вашингтон. Не им одговара таков, предпоставувам, не им одговара тако замрзнат конфликт. Тие ќе бараат епилог, ќе бараат Путин да го казна до крај. Токму така, но ќе А бараат Украина е епилог. таа алатка. Така, епилог ќе бараат оној момент кога ќе им треба. Меѓутоа, оваа инвазија сега во Украина од страна на Русија му дава суштина на НАТО. НАТО до вчера беше на стаклени нозе во една прагматична смисла, меѓутоа сега му дава суштина. Сега нели посегнуваат и Финска и Шведска да влезат во НАТО и така натаму. Значи, се она во што имаше криза Западот, оваа инвазија му даде гума за спасување. Така, а во едни такви околности можно ли е одделни земји или на НАТО членки или самиот НАТО да влезе во некој дело и да се стационира малку по-длабоко во Украина? Па, сметам дека е можно. И тука да биде тој латентен договор меѓу Москва и НАТО и Вашингтон. Апсолутно дека е можно, се додека не дојде до некаков инцидент на кој никој не се надева. Веројатно би почнало со некакви мировни сили од руска страна. Од руска страна и преку Обединетите нации, веројатно. Но да видиме што ќе случува. Тоа е опробан рецепт за да се контролира некаков конфликт. Но Украина треба да се обновува. Или прерано е да се размислува за тоа. И еден дел од Украина веројатно ќе треба самата Русија да инвестира таму, нели? Каде што е концентрирано, како што тврдат, само руско население и поради што наводно почна целата агресија. Да, видете, само руско население малце нели тешка констатација, сепак не постои земја во Европа која е така хомогена. Меѓутоа, да, тој дел на Украина веројатно ќе треба да влезат руски инвестиции, во овој другиот ќе треба западни, пак има нова една економска трка и војна, но за жал жртвите се неизбежни во све ова. Што наликува ова што ни се случуваше на Балканот пред 20 на години, 30 веќе од ова што се случува во Украина? Може ли да се извлечат некакви компарации? Може ли некоја нова Босна од Украина да се случи, некоја нова република руска во Украина како Република Српска во Босна? Рационално да заклучиме дека каков и да биде епилогот од оваа војна, Украина никогаш нема да биде апсолутно безбедна, и во безбедност, и во политичка смисла, не само толку поради руското малцинство во Украина, која за волја на вистината не трае со векови, туку од 20-тиот век и тоа некаде втората половина, но мислам дека од причина што од геостратешките позиции на Русија, нели, кон тој излез на топли води, никогаш нема да дозволи Украина да целосно се интегрира кон оној западен сет на вредности, ако сакате. Може ли Днепар да биде тоа западно-источно влијание до тука? Па Днепар е веќе таа некоја идеолошка завеса која се поставува. И веројатно по тој тек ќе се одвиваат овие работи. И за жал Украина ќе биде така поделена. Ако не де јуре де факто поделена. Кина.
Неутрална е или зазема страна? Видете, Кина е една толку умешна земја во водење на политика да никогаш експлицитно нема да го добиете незиниот став. Кина има една друга цел во светот, а тоа е да го наметне својот сет на вредности и ги привлекува симпатиите на оние земји кои него најдоа своето место под сонцето на Бретон-Вудскиот систем. И како една таква универзална сила, тие гледаат да не заземаат страна. Тука се надодава економскиот аспект. Кина не може да си дозволи да војува економски со Западот, а да претендира да биде најсилната и најмокната економија Од во друга светот. страна и Кина е во сојуз со Русија заедно со Бразил или тие. Кина е во одреден сојуз, да, држави. токму така. И тоа е на некој начин и воен сојуз. И сега за сега Кина е по дефиниција би требала да е веројатно на страната на Русија, но не оправдува агресијата. И сега малку внатрешен конфликт во самата Кина. Како таа ќе се извлече од ова? Само да не го забравиме моментот дека Кина во одреден момент, ако е со Русија во случајов, тоа е само ради сопствениот интерес. Значи, Кина е доволно разумна во тоа да утре Русија пушти низ вода, односно сега е потребна за некаква поддршка кон Тајван, која веројатно Пекинг ја очекува од официјална Москва, така што тактизира, бидејќи јас тоа повеќе пати сум го кажал, Русија и Европа имаат толку многу сличности да не може ни да помислат да се свртат кон Кина. Дали ќе ги земете руските автори, руската историја, рускиот начин на живење, со европскиот е толку многу поблисок. Различни цивилизации во секој случај. Апсолутно. Ова со Тајван, Кина може се уште да се надева по руски метод да дојде до Тајван повторно. Сметам дека Тајван е далеку посентиментална тема за Кина од тоа што е Украина за Русија. Така да опасноста ќе трае. Веројатно тука очекува официјален Пекинг поддршка од Русија за некаква си инвазија, меѓутоа сметам дека во скоро време Кина нема да посегне по некаква инвазија, бидејќи се наметнува, проектира една сосема нова идеологија во светот и се додека не успее во тоа, сметам дека нема да воено да интервенира во Тајван. Може би одела со некоја друга инвестициска или мека плишена револуција како е Кадифен. Тајван е многу важен за безбедноста на САД, бидејќи таа е последната пречка до доаѓање на западниот брег. Така, имено тоа сакам да кажам, не ќе може ни Вашингтон да биде веројатно равнодушен ако Кина посегне малку потврдо. Веројатно Тајван ќе биде решение сам за себе. Како по примерот на, иако различни се на Хонг Конг, но со тек на време тајванците да сватат дека се кинеси, да доброволно да пристапат кон уставно кон државата. Веројатно кинесите се и самите рековте многу мудри и работат на време. Не им се брза со текови преку. Класа на луѓе која е исклучително едуцирана. Во Тајван нема обични луѓе, ако може така да се изразам. Така што една критична маса живее во Тајван, милионски луѓе, се надевам на некој рационален исход. Да се вратиме на нашето подрече. Дипломатски Вашингтон, уште со доаѓањето на Бајден, најави американско враќање по отсуството на Трамп на Балканот. Се чувствува ли тоа сега? Па јас сметам дека САД, имплицитно никогаш не го напуштал Балканот, без разлика на владењето на Трамп, меѓутоа оној кој сега го ствара вакуумот е Европската унија како политички актер. Значи се создава еден вакуум поради недоследностите во функционирањето на самата унија, кој нели може да биде, знаеме како се пополнувале овие политички вакууми низ историјата од било која суперсила. И сметам дека токму инвазијата врз Украина е повеќе доволен аларм да Европската унија се издигне, да за момент настрана ги стави сите суштински реформи, освен геостратешките во моментов, кои налагаат да Балканот колку толку се интегрира, значи не мора нели веднаш да влезе во Европската унија, но барем некако ветра во грб, некаков морал на овие општества тука, бидејќи веќе народот е изморен и кредибилен во својата мисла во тој евроскептицизам. Но вчера од Скопје замина, денови од Скопје замина еврокомесарот за проширување, замина не прозбори. Токму така и обично тишината е таа која секогаш не плаши. Сметам дека доколку набрзо не добиеме датум, не ние, туку Европската унија рискира на една дестабилизација во секоја смисла на зборот во овој регион. Се враќам на Бајден и на неговите црни листи овде на Балканот и во Македонија. Помагаат ли тие? Ние имаме луѓе на црни листи со деценија две и пол веќе. Па, освен што не може да патуваат, ништо не им фали. Активни се во политичкиот и во јавниот живот на земјава. Која е функцијата на црните листи? Црните листи не припаѓаат како порака повеќе веројатно политичка парадигма и немаат никакви реперкусии врз динамиките на едно општество, ниту пак на политиката, освен доколку не се работи за актуелен лидер на некоја држава и сето тоа. Меѓутоа тие се наменети
директно кон индивидуалците врз кои се наменети. Така да тука не може ништо да Така, очекуваме. сакам да се вратиме на една тема околу војната. Таа почна со пропаганда. Колку пропагандата помага за воените действија? Има една теорија дека русите ја почнале кампањата за влез во Украина со оружје уште до 2014 година, па до самиот чин, кога нивните тенкови ја поминаја украинската граница. За жал Кому сега- да се верува? За жал сега пропагандите се проектираат преку социјалните мрежи и мислам дека таа завеса на социјалните мрежи е далеку поштетна од онаа што ја имавме во Советскиот сојуз. Луѓето се идентификуваат со кампови на информации, го слушаат и го примаат оно што им одговара. И многу е тешко да дојде до нели вистината. Сметам дека најпаметно е да самите оформиме мислење, да се повикаме на нашиот собствен капацитет што би било точно и што е релевантен извор, бидејќи сега јас не сум некој комуниколог да дадам некој идеална сугестија, меѓутоа мора да разбереме дека некои овие ресурси не се валидни, некои се. Пропагандата и натаму е едно од најсилните оружја, се врши преку медиумите, и Западот го прави истото, и Русија, да веќе не се знае, меѓутоа не може да демонтираме дека војна постои или дека има жртви, тоа се налудничави констатации, нели, а имаме еден поширок диазепам на луѓе во нашата држава кои се уште не веруваат дека војната постои во Украина, така да што понеедуцирано, што попримитивно е општеството, што е поподложно на лаги и на невистини, односно на пропаганда. И која е заштитата еве конкретно во секоја држава, во нашата, например? Помага ли тоа што се укина некои руски канали, се отворија западните? Не мислам дека помага, бидејќи баш контраефектот е дека сега не може да сослушаме другата страна на приказната и нели ова цензура која не Добро, врши но Западот. реков ти до образованието, луѓето и така читат само наслови, веројатно, и Добри тоа е наслови тоа е кои намерата, читат. нели, да се затвори едната страна за да се дојде до некоја релативна вистина. Ма ќе видиме дали тоа ќе вроди со резултат, меѓутоа за нашето општество се сомневам. Ова со Бугарија, враќам пак на нашите конекции со Европската унија, конкретно со почеток на разговорите. Има ли некои шанси? Шо вели Иво Ранѓеловиќ? Видите, шанси има. Каде го гледам јас проблемот? Проблемот во спорот со Бугарија е што тој веќе изгуби суштина. Јас ве уверувам дека ние веднаш утре да прашаме Бугарија што бара од нас, тие не знаат. Значи веќе не знаеме за што преговараме, веќе не знаеме што бара Добро, но Бугарија. тоа од нам нас. не ни помага. Ние тоа го знаеме, го констатираме како тоа да го дознаат и да го изговорат бугарските политички елити. Да, видете, за жал оваа инвазија врз Украина сметам дека ни помага во тој дел да Европа, нели, изврши притисок врз Бугарија. Инаку доколку чекаме некоја нова влада кај нас или некоја нова влада во Софија, ја верувам дека тоа нема да дојде до некое људско, односно джентлменско решение. Така што со оваа влада на Петков има некакви шанси, иако неговиот коалиционен потенцијал е за жал нели не е додадена вредност во целава работа, тој поради својата коалиција тешко ќе дојде до некаков консенсус, ќе видиме дали ќе успее да го крене ветото, меѓутоа ќе биде исклучително тешко. Веќе таму има некои сигнали за нови предвремени парламентарни избори, веќе крајот на мај или почеток на јуни. Можно ли е Бојко Борисов повторно со Петков да направат, например, некоја коалиција? Видете, сметам дека евентуално Таму партиите на Слави Трифонов и на Корнелија Нинова се, како велат она, окорели противници на почеток на македонските преговори. може да звучи грубо, но сметам дека бугарската држава и понатаму е вазалска проекција на Русија. Руското влијание е огромно таму, пред се во политиката, но евентуално репозиционирање, односно враќање на Бојко Борисов во некаква коалиција со Петков дефинитивно отвара простор за кревање на ветото, бидејќи Борисов ја научи лекцијата, падна како кула од карти поради американците, онака како што падна, така да сметам дека лекцијата ја научил, тој не е воопшто наивен човек и таа коалиција е некоја погодност за Македонија. Меѓутоа, дали македонската страна ќе издржи да го дочека тоа, бидејќи доколку ветото не биде кренето во јуни, за кој искрено сметам дека нема да биде, прашање дали оваа влада ќе издржи до редовните избори 2024. Така, сакав и да ве прашам на крај за нашите состојби. Мислите дека оваа влада ќе ја спаси само почеток на преговори?
Мислам за жал дека оваа влада е дојдена во ситуација да дури и преговори, датум за преговори нема да ја спасат. Оваа влада некаде 2017 година ја доби држава на тацна, ги имаше сите инструменти да се справи со проблемите кои ги нанесе Груевски за време на неговото владење. Не успеа во тоа и политички, во еден политички жаргон кажано, ја врати опозицијата од мртви. Може ли короната и енергетската криза да и попречија во реализација на некои незини планови или толкав е капацитетот од денеска за утре некако се носат решенија? Сметам дека глобалните процеси природно не идат во прилог на оваа влада, но ниту една актуелна влада во светот, но ова што го говорите вие за капацитетите, апсолутно дека е точно и дека можеби најголемата причина за ова. Ве разбрав за ова со Бугарија, Преспанскиот и вие како млад човек го преболевте, го преживеавте? Ни беше неопходен, нужен? Знаете како, Преспанскиот договор за жал уште една точка по која македонскиот народ се подели. Значи, тоа е поголема трагедија од самиот договор и од стапките кои сме ги направиле. Значи, ние од сега па натаму повторно имаме причина да се делиме. Но дали сега како народ. долна сатисфакција е членството на НАТО низ призмата на ова што се случува во Украина? Па сметам дека членството во НАТО е минорно. Дали може да се рече влогот- оправдана е жртвата со Искрено Преспанскиот? не, затоа што според мене минорно е да вложувате такво нешто како промена на име за да влезете во НАТО. Европската унија веќе нешто друго, меѓутоа оваа влада не успеа да го добие датумот, не викам дека таа е виновна или не, едноставно не успеа. Така што за да го добиеме овој одговор на вашето прашање ќе треба почекаме еден подолг период. Ве прашам и како млад човек, вие нормално напуштате често Македонија, пасошот во джеп, си имате своји цели, но се враќате повторно тука, нели, на спиење, што се вели дома и на понешто работа. Има ли чарес за Македонија или ќе се доисели не само младите? Видете, господин Иванов, тоа е добро прашање и сметам дека се додека една влада и генерално општеството не се посвети на суштинските проблеми кои ги имаме во секојдневието, на прагматични проблеми да ги решаваме, ние сме држава 200 километри и сметам дека може да ја завршиме во една недела да живееме достоинствено и како такви да ни заврши животот. Сметам дека тоа е клучот за да дојдеме до некакво. Но ние уште не можеме ни од диви депонии да се ослободиме или од плукање по Се улиците. навраќам на почетокот на нашиот муавет. Тука тргаме со културата, со воспитувањето, све почнува од тоа. Секоја друга идејна матрица е решлива. И тој аспект ни треба ли Европа? Европската унија, интеграција? Апсолутно, луѓето може евроскептицизмот ја веламе кредибилен, меѓутоа да осети некоја Европа во тоа како функционира и какви вредности има во секојдневието, па и во таа култура, ќе видите дека сепак нас тоа не е потребно. Ивор Анđelović, амбициите ваши лични каде натаму? Освен што насетив дека стоите на располагање на македонските институции со вашиот капацитет со кој располагате во дипломатијата па и во многу други области, имате ли некакви очекувања? Што ве чека во блиска еднина? Искрено не правам многу планови за да не се разочарам на крајот. Сепак ќе се посветам на ова што работам и на моите патувања, па доколку излезе нешто, искрено да, животната желба ме влече и моите емоции, сето тоа ме влече да све она што сум стекнал и запознал низ животот, некако го испроектирам и го понудам кон сопствениот народ, бидејќи осеќам една таква енергија и сметам дека може да помогне. Па нека пресуди времето. Така, ако добро ве разберам, ви се останува овде во Македонија. Да, затоа и се вратив, да. Немам проблем да живеам во Македонија, се додека може да патувам. Тоа ми е некој издувен вентил, нели? Дистрикт Цивил прес студио, Ивор Анđelović, ви благодарам. Благодарам на вас.